Публиката во Вашингтон со одушевување ја дочека проекцијата на македонскиот филм Исцелител, кој синоќа беше прикажан во Лендмарк киното во главниот град на САД. Одличен филм, реална приказна, дело кое заслужи да биде селектирано во трката за Оскар. Ова се само дел од оценките на гледачите, кои ги анкетиравме за Гласот на Америка. Покрај македонци, меѓу публиката имаше и многу посетители од други земји, како што беше Елизабет Голстин, која потекнува од Јамајка, а живее во Вирџинија. На проекцијата дошла по препорака на нејзини пријатели од Србија. Мислам дека овој филм на вистина требаше да добие Оскар. Ова е еден од најдобрите филмови кои сум ги гледала пред се од аспект на хуморот и интеракцијата меѓу таткото и синот. Тој однос е многу реален, не е лажен. И затоа мислам дека заслужува Оскар. Навистина уживав. Одлично раскажана приказна. Јас сум од Бугарија, моште блиско до Македонија. Ова е многу трогателна приказна за татко и син и нивната битка со тешкиот живот. Филмот е навистина добро направен, иако не беше селектиран за Оскар. Меѓу донаторите кои што ја овозможија проекцијата беше и поранешната и прва амбасадорка на Македонија во САД, Љубица Ачевска. Филмот беше одличен. Ето одличен. И слушав вака кога заврши филмот дека луѓето што излегва коментира како многу добар филмот беше. И се потсетив ко бев на Оскар за филмот Before the Rain. И мислам и овој филм треба да биде таму, да се покаже. Мисля, голем успех. Од обединетата македонска дијаспора, која ја организираше проекцијата, велат дека филмот Исцелител е одлична промоција за Македонија и македонскиот филм. За нас успех е кога има полна сала, кога има луѓе кои не се македонци, и токму на оваа проекција имаше доста пријатели на Македонија и луѓе што првпат дознаа за македонската, македонскиот филм Исцелител. Се надеваме дека оваа проекција ќе биде одлична можност да прикажеме уште повеќе филмови. Македонија има 100 години од филмска историја, нели? И во иднина планираме и македонски филмски фестивал во Вашингтон. На 19 јануари Исцелител ќе биде прикажан на врвниот универзитет Стенфорд, а потоа се планирани проекции во Њујорк, Далас, Хјустон и Мајами. За моите збори, бевка еден исцелител. Човекот помага